Друга тема во Македонија наутро во следниве 15 на минути ја анализираме состојбата помеѓу Србија и Косово, што се случува на терен. Добра информација е тоа дека имавме мирно измината ноќ. Предпоставуваме и се надеваме дека така и ќе остане. Добро утро велам за нашиот колега, дописник од Белград, од Србија, колегата Оливер Бранковиќ, кој што утрово нема да го имаме на Skype, туку ќе го имаме тука во студиото, бидејќи е нагости во Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Колега Бранковиќ, што точно се случува? Ајде така да го почнеме разговорот и таква увертира да дадеме на оваа ваша новинарска анализа и кои се ете последните информации кои што ги добиваме од теренот. До доста синоќ ги следев информациите од Косово и од Белград, секако мирно е. Ноќта поминала мирно. Засега е состојбата таква каква е, што е. Не е лошо да објасниме. Малку е тешко да се свати што е она што се случува во суштина на Косово и се е многу битно не на Косово, него на Северно Косово. Зашто тоа го кажувам? Пошто целата приказна и се ова што се случува се сврти околу Северно Косово. Во тек е невидена медиумска војна меѓу Косово и Србија со доста неодмерени изјави од двете страни, би рекол, која што има своја увертира, и почеток на формално правна борба од страна на Србија против Косово, а и бога ми меѓународната заедница. Пак во фокусот е северниот дел на Косово и може веќе да констатираме дека Бриселскиот договор, кој што е во насока на нормализирање на односите меѓу Србија и Косово со посредство на Европската унија, може да кажеме дека е сериозно доведен во прашање со сите овие последни настани, а пак се врзува со северниот дел на Косово и со уште една многу битна работа, тоа е заедницата на српски општини, кој што е договорена меѓу Србија и Косово, согласно Бриселскиот договор, а од страна на Белград нон-стоп Косово и премиерот актуелен Курти се обвинува дека не го спроведува Бриселскиот договор во поглед на заедницата на српски општини, која што ќе се формира пред се на Северно Косово. Но ајде да видиме зашто го кажувам ова Северно Косово. Согласно сите оние договори што ги има Косово со посредство на Европската унија и меѓународната заедница и Србија, северниот дел на Косово е населен со српско, претежно српско население. Тука се 4 општини. Гледав некој податок, 96% се од српско население. Мислам, како што успеав нешто да... не би се бодел да е тоа толку, у секој случај мнозинството е... Мнозинството, се лепо така ви тоа да го решиме, бидејќи тоа на медиумите вчера беше презентирано како... За да можеме да ја сватиме, оној другиот дел на Косово, значи, што викаат они јужно од Ибра, е сосема друга приказна. Што се случува на Северно Косово, значи, состојбата од како почна Курти да дава изјави дека не ќе да формира заедницата на српски општини, или барем не така како што сметаат србите, почна состојбата да се заострува, почна све со регистарските таблички, па најде некако компромис, меѓутоа регистарските таблички и проблемот со регистарските таблички, најавите дека ќе бидат казнувани, уследи да српските полицајци во косовската полиција, и не само полицајци, судиите, царината, и целиот тој правен и безбедносен фактор во северниот дел на Косово, говорам за србите, да ги напуштат институциите. Пратениците од српска листа, која што е под влијание, мора да тоа да го признаеме на Вучич, исто така го напуштија собранието и градоначалниците на 4 општини, овие во северниот дел, и они ги напуштија овакво. Што се случува? Се постигна некаков компромис по поглед на табличките, меѓутоа премиерот на Косово рече дека нема да се вратат овие на работа. Него ќе се иде на нови избори и конкурси. И тука веќе почна проблеми да се. И повтори уште еднаш дека не доаѓа во предвид формирање на заедница на српски општини согласно Бриселскиот договор. Паралелно се јава уште еден предлог француско-германски предлог кој што никој не знае што, барем јавно, нормално што стои за тој предлог. Она што успеав да ископам од весниците е дека пак заднината е околу заедницата на српски општини, односно да може Косово да влезе во Обединетите нации
и во Советот на Европа, а да не биде признато од Србија, а заужва да ги добие тие заедници на српски општини. Значи, ние сега имаме на ситуација на Северно Косово, кај што имаме безбедносен правен вакуум, кај што нема никакви органи и институции на Срби. Од друга страна, премиерот на Косово настојува да ја власта на владата на Косово да ја спроведе на северниот дел на Косово. И тука наидоа на блокади, тука наидоа на протести, почна да се апсат поранешни полицајци од српска националност со Северна Косово, дојде до блокади на повеќе места во северниот дел на Косово. Од албанска страна затворени се, може да кажеме, буквално граничните или административните премини Брњак и Јаринјак меѓу Србија и Косово, значи не може ни пиле да помине, не може ни пешки да влезете. И сега во моментов имаме една тензична ситуација во северниот дел на Косово, каде што немаме правно безбедносно власт, ниту Косово, нити па да некој начин и српско влијание во тој дел на Косово. И тука се, според мене, јас се надевам дека успеавте да сватите проблемите кои што се моментално актуелни во овој момент во Косово. Преломен момент, според мене, вчера, доста тензично беше, се менуваа вестите, не знам колку дел од тие, дал се точни, дал не се точни. Меѓутоа, преломен момент беше нападот со шок бомба, може и не е шок бомба, на Еулекс во Рударе, тоа исто така северниот дел на Косово. И мислам дека тоа, дале тоа, наместено, дале, не знам. Значи, медиумска војна се уште тоа е дискутабилно. Меѓутоа, според реакцијата на Европска унија, на НАТО, на големите сили, преломен момент е тоа да не сме да се напаѓа Еулекс и КФОР, бидејќи тие се единствените сили кои што може да гарантираат мир и безбедност на северниот дел на Косово. Заборав да кажам една многу битна работа. Косовската полиција, според сите овие меѓународни договори, говорам за косовската полиција на косовската влада, не може да влезе во северниот дел на Косово без дозвола на 4 српски градоначелници кои дадоа оставка. Комплицирана ситуација од секој можен аспект. Убаво и споменавте на почетокот излагањето да се води од двете страни, од двете држави голема медиумска војна и од страна на српските медиуми, и од страна на косовските медиуми, затоа и редовно имаме изголемена тензија. Па добро, медиумите пред се ги пренесуваат нивните изјави, затоа и се добива некоја перцепција дека секоја страна, секоја земја си влечена на своето и некако на посматрачите, на наблюдувачите, се извинувам, од страна на околните земји, некако нели информациите кои што доаѓаат прават да се нели чувствуваат збунето и да нели не знаат која е реалната страна. Еве да расчистиме. Бриселскиот договор на кој што сите се повикуваат. Ако вели дека за косовската страна дава обврска да ја признае таа и да ја формира заедница на српски општини. Што треба тука Србија да направи? Дали крајот на тој Бриселски договор е признавање на независноста на Косово? Еве ако косовските власти одлучат нели да ја формираат таа заедница на српски општини, дали српските власти, српските политичари ќе имаат храброст да го испочитуваат, да кажеме, нивниот дел, доколку тоа е крајот на нели спроведувањето на овој договор, бидејќи двете страни треба да имаат обврски, но некако сега се зборува само што треба косовската страна да направи, но ете, ако се формираат српските општини, што понатаму? Гледај, одлично ти е прашањето и констатацијата. Во сите изјави на Вучич и на Дачиш се споменува ЗСО. Имаше изјава вчера и таа и порано се даваше кои се црвените линии на Косово, кои се црвените линии на Србија. Црвените линии на Србија се смирување на ситуацијата доле, ослободување на ови уапсени лица, полицајци и што ли да се во Косово и формирање на заедницата на српски општини. Дека тоа не се направи, нема ни разговори, нема ни преговори за Бриселскиот договор. И исто така пресконференцијата или обраќање на јавноста вчера на Вучич, кој што ја најави таа формално правна борба и тие црвени линии на Србија. Бриселскиот договор е во застој. Гарант Европската унија не се спроведува. Меѓутоа, она Вучич што го кажа, Косово сака да аплицира на 15 за неколку дена во кандидатски статус на Европската унија. Со таа апликација се крши Вашингтонскиот договор и Вучич искочи, вика, ако тоа се случи, он упатил писмо до 5 држави на Европска унија да не го направат тоа
и ќе почне да ги објавува сите оние земји кои што не го признале Косово. Значи, влагал е на формално правна војна, борба, не може да кажам војна, борба, во докажување кој е тука во право, се со цел да се дојде до некое компромисно решение. Значи, црвени линии се, Косово нормално бара признавање и членство во меѓународните организации. Србија не дава да се признава Косово и бара заедница на српски општини. И тука го имаме Северно Косово. Тоа е наградното прашање. Што понатаму? Да, што понатаму, ајде тука да го спојаме и последното прашање, кои се можните правци и на Србија, но и на Косово, гледајќи ја сегашнава ситуација. Еве, бидејќи сте наш дописник од Белград, функционирате, живеете таму, еве да почнеме со Србија. Гледаме што се случува и еве да дадеме одговори на тоа прашање. Кои се можните правци на државата во иднина? Гледаме и притисоки за санкциите, нели, за Русија, се имаше идеја, односно препорака, не знам само од кој европски политичар важен беше да се вратат дури и визите. Чинам дека беше од Холандија, не ме фаќате за збор. Холандскиот парламент за да ако не се доведат санкции на Србија кон Русија, да се не само визите, више мање визите, него фондовите на Европска унија за Србија, што е битно, а и за нас е битно, пошто имаме заеднички проекти од Европска унија. Црвените линии ги кажав кои се. Имаме еден нов момент вчера во таа формално правна борба, бидејќи више не може говориме за некаков договор кога и тие постоечките више не се во функција. Тоа што го кажа Вучич вчера, и Брнабич и Дачич ќе барат од меѓународната заедница почитување на меѓународното право, а тоа е согласно резолуцијата на Обединетите нации 1244, враќање на до 1000 српски војници и полицајци во Косово. Можно е тоа? Тоа е голема дебата и на крај успеав да дознам што стои таква одлука во резолуцијата на која што се повикува Србија, меѓутоа две точки тоа више не може да се спроведат, тоа е деминирање и така натаму. Според таа резолуција може да влезат до 1000 српски војници на границата со Македонија и со Албанија, значи на границите може да дојдат, и во заштита на културно-историските споменици. Тоа е многу битно. Тоа е една страна. Втора страна, од вчера и Бербок, министерката за надворешни работи на Германија и другите, по нападот на Еулекс, што беше грешка, рекоа дека тоа не доаѓа у предвид. Така да таа цела акција, да кажеме, во поглед на враќање на српските војници, мислам дека е тешко изводлива. Денес е во Косово Ескобар и Шоле, кој што ќе дојде во Скопје, кој што ќе се обида да смира ситуацијата. Ја мислам дека ќе се смири ситуацијата, но знаете што, пак се враќаме на Северно Косово. Тамо е вакуум сега. Има две опции. Едната опција е враќање на сите овие представници на србите во органите на власт на Косово, во полицијата, судството, па и во парламентот и градоначелниците, зашто изборите беа, што беше мудар потек на Курти, одложени за април, и преку нив формирање на таа заедница на српски општини. Курти не сака да ја формира, се плаши да не се направи нешто као Република Српска во Босна. Нема да има власт, значи секој тука ќе биде чиж, затоа не дава се тоа. Значи тоа е едната, да се вратат овие од српска листа. Втората опција е многу лоша, тоа е онај националистички дел во Србија, кој што бара Косово е наше и така натаму, на еден повоистен начин да се спроведат овакво тие желби и права на крајот на криштата на србите на Косово, што е погубно би било за цел регион, мислам, не само за двете држави. Мислам дека ова првата опција ќе преовладе, дека меѓународната заедница пред се тука, мислам, пошто Европската унија се покажа колку е силна, мислам Америка дека тука ќе го одигра своето. И да не ги заборавиме русите, убаво ти испомна, поврзано е европскиот пат на Србија, Косово, услов им е решавање на косовското прашање за да било што направат понатаму, и да не ја заборавиме Русија и руската војна и тие санкции што ги треба да ги воведе овакво, највише ако и одговара сега оваквата состојба во Косово, Северно Косово е на Русија. А Русија, така и да го завршиме разговорот, јас
не видов изминативе 24-48 часа да излезат со официјална изјава, ете, барем, нели, насочена кон Србија, некако молкот, исто така, имајки предвид, нели, колку во моментов дека Србија е единствената земја од регионот која што нема, и од Европската унија која што нема поведено санкции, имајки предвид колку граѓаните се наклонети кон Русија, некако од Руската Федерација имаме молк како историјата да се повторува. Па, нешто, молк, да, јавен. Добро, за медиуми, таа наклонетост во Србија кон Русија се гради, преку медиумите се стимулира и на тој начин. Меѓутоа, јас тамо живеам и новинарство нормално ги добивам. Безмалку еднаш неделно доаѓа рускиот амбасадор Боцан Хачеко кај Вучич или кај Брнабич и тамо меѓу нив се координираат. Србија трпи, треба да бидеме свесни дека Србија трпи притисок и од Русија. Не е тој јавен, управа си, меѓутоа постои. Мора да одигра и вамо тамо на две столчиња, не може да седи. Значи му се приближуваме до оној момент кај што Вучич треба да барем еден чекор да направи, дали кон поглед на санкциите, дали во поглед на оваа состојба што е со Косово, за да некако купи време или да донесе решение да се реши оваа состојба. Благодарам за анализата. Македонија нарекуваат крстосница на Балканот, па може би ете позитивните наши примери, како повеќе националности може да живеат во една земја сложно и обединето, ќе треба да ги пресликаат и другите држави на Балканот, бидејќи и како се преговара со соседите, бидејќи тоа дефинитивно се очекува од одговорни балкански политичари со оглед на тоа дека Балканот е буре барут и секој гледа и негативно, нели, ете во ако може таму така, то таа националност може и кај нас така да ајде да ги земаме убавите примери. Ви благодарам многу за гостувањето.